Здраво дечки, еве сме во уште едно видео од овој серијал за React.js и во ова видео ќе позборуваме за нешто што веќе еднаш го споменавме, тоа се ова нешто што се вика props. Меѓутоа пред започнеме, ајде малку да ја модификуваме ова app.js компонентата за да изгледа складно, односно исто со овие компоненти што ние ги креиравме. Како што гледаме, ова се малку разликува од оваа функционална компонента која што имаме креирана и наместо arrow функција користи function клучниот збор. Па ајде чисто малку да повежбаме и да ја измениме оваа компонента да изгледа исто како ова. Значи, ќе го избршиме function клучниот збор, ќе пишеме const app е еднакво поголемо за стрелка. И тоа е тоа. Со ова, докато стартуваме нашата апликација, треба се да ни работи. Добро, се некој што треба. Клин тука. Се ни работи. Океј. Ајде да се вратиме повторно. Не, ајде да одиме во index.js, нашиот файл, каде ни се импортирани нашите компоненти и да направиме мала промена. Кој што рековме, овие компоненти кои што ги рендерираме овдека, значи пишуваме како обичен HTML. Значи имаме овој што е само затварачки так, значи може да направиме нешто вака. Упс, и да го затвориме. Да затвориме компонента, да го затвориме табото. Што ќе се случи докато овие две компоненти ги ставиме тука внатре? Ќе ги ставиме внатре место на ово. Значи очекувате дека треба се да ни работи како што ни работеше претходно, меѓутоа тоа не е случај. Докато се вратиме во нашата апликација ќе видиме дека овие две компоненти веќе не ги гледаме. И еве овдека удараме рефреш, како што гледаме само нашата главна компонента. Тоа е бидејќи сега овие наши две компоненти ни станале child на app компонентата. Докато сакаме да ги прикажеме, треба да одиме во нашата app.js компонента. Тие компоненти што се наоѓаат како children овдека внатре, ни се во props.children. Значи, props, ова е параметрот што го прима секоја компонента, значи props параметар, може да користиме како сакаме, меѓутоа конвенцијата тоа се вика props. Под props.children ни се наоѓаат сето ова што го имаме тука внатре. Па докато сакаме да ги прикажеме тие компоненти што ги имаме како children, може да одиме да речеме сакаме овдека да имаме иста позадина, сивата боја, да речеме тоа ќе биде под овој header, значи внатре. Веднаш под learn write native линкот ќе ги печатиме нашите children на нашата компонента. Значи во големи загради, овие кривите загради, пишуваме код во нашиот JSX. Значи секаде каде што сакаме да пишуваме код во JSX внатре, каде што значи во ретурнот, овдека мора да е тоа во криви загради. Ако сакаме plain текст, може да пишуваме вака или JSX докато сакаме, значи нема потреба. Меѓутоа докато сакаме да воведеме некоја променлива, мора да е во криви загради, променлива код, било што. Значи ставаме криви загради и велиме props.children. Значи многу е children. Props ни е ова props што е горе, children ни е children. Докато се вратиме во нашата апликација, како што гледаме, ја имаме нашата клас компонента и нашата functional компонента. Така и се ни изгледа малку по чисто да речеме, има заедничка сива позадина и така натаму. Друго што можем да ви споменам, мислам, може да користиме функционалноста destructure од JavaScript. Значи, место да пишуваме секаде props.children, може да екстрактираме, да го екстрактираме children веднаш горе. Значи може да речеме директно овдека children,
да видиме дека секи ни работи, после ќе го обяснам што станува збор. Како што гледате, се ни работи и сега го нема props количниот збор. Кога ова ќе ставиме ова големи загради и внатре може да пишуваме се што имаме под props точка. Значи во props точка ние содржимо children, значи овдека може да го пишеме children и директно ќе има пристап без да пишуваме props. Знам дали ме разбравте. Значи се што ни е под таа променлива што имавме како претходно овдека props, и место да пишуваме props.children, ние ставаме големи загради, вака, и велиме од тој параметр што е пратено овдека, значи ние пратено props, извадете ни го children. Значи веќе компонента ни праќа props, сме пратиле props, во оваа ситуација тие props-ови children, знаем дека ќе ги има и велиме од props екстрактираме го children. И кој имаме потоа извадено како променливо. Значи директно бидејќи го имаме овдека горе како параметр, може доле да го пристапиме props.children. И гледаме дека се ни функционира како претходно. Друга работа што може да ја пробаме е може на ова app.js да му пратиме како prop компоненти. Може да му речеме functional component е еднакво на и овдека да му ја пуштиме нашата функционална компонента како вака и претходно да речеме нашата клас компонента. Клас компонент е еднакво на нашата клас компонента. Сега ова може да го искоментираме. Ќе се вратиме овде како children и ова ќе го тргнеме. И ова ќе го зачуваме. И како што гледаме сега нема ништо. Сега во нашата app.js знаеме дека во props имаме class component и functional component и со помош на ова што претходно пробавме, можеме да му речеме нешто вакво. Од props извадиме class component и извадиме functional component и потоа може овдека да ги изрендерираме. Class component и уште еден ред подолу functional component. Зачуваме и како што гледаме го имаме повторно исто. Ајде да се вратиме уште еднаш да објасниме што правиме. Значи props, кој што рековме во некој видео претходно, ние се што имаме како атрибут на нашата компонента. Значи нашата app.js компонента ставаме, ние си ги именуваме како сакаме, велиме имаме атрибут, односно props class компонент. Неговата вредност е оваа компонента што сме импортирали горе со prop во него. Тест prop е еднакво на тест 1, 2, 3. Друг prop ни е functional component и тој има вредност ова функционална компонента која што сме ја импортирали. Потоа во нашата app компонента велиме од props извадиме ги class component и functional component, значи ова знаеме дека го имаме во props, бидејќи го пуштаме овдека, значи знаеме дека го има. Во некој наредно видео ќе зборуваме за prop validation, ќе видиме како да кажеме дека некој компонента мора да има тој и тој prop со таква и таква вредност, така натаму, меѓутоа рековме одиме полека и сега ќе зборуваме само со ова, некој наредно видео ќе зборуваме за prop validation. И рековме од props извадиме class компонент, извадиме functional компонент и овдека значи изрендерираме што е да сме пратил како class компонент или како functional компонент. Значи во овој случај сме пратиле овдека да речеме за class компонента цела компонента, меѓутоа може да пратите и едноставен текст. Текст да, има веќе наводници тука. Да речеме ќе ги тргнеме овие наводници, ќе го тргнеме целиот prop, чисто да видиме како текст како ќе ни функционира, мислам дека нема да има грешка вака. Се вратиме и како што гледате сега место да ни изрендерира компонента, го рендерираме како текст. Class component гледате, помал class component /
помало поголемо, да. Бидејќи го праќаме овдека како string клас компонент, ние сега string наместо компонентата овдека, бидејќи ние во наводници. И овдека велиме испечати го клас компонент и бидејќи не е string, и ни го испечати како string. Ајде да го вратиме како што ни беше. Да го вратиме, да го откоментираме овој, да видиме што ќе ни се случи. Да го вратиме children горе. Children и како што гледаме немаме children и нема да ни испечати. Може овдека да правиме проверка. Проверката може да ја правиме со ternary оператор. Пишеме прашалник и доколку children не е undefined, значи има нешто, значи изрендерираме го children. Ако не, може едноставно две точки, наводници, no children in component. Save. И како што гледаме ни пишете no children in component, бидејќи children-ите овдека не се искоментирани и не ни фигурираат во нашата апликација. Ternary оператор, доколку не знаете што е, мислам дека имам зборувано за тоа во некој од видеата за основи во JavaScript. Значи велиме имаме некој услов овдека и проверуваме дали children е различно од undefined. Значи if children ова значи или children е различно од undefined. Ако е различно од undefined, прашалник, имаме услов и имаме прашалник. Што да правиме ако овој услов е точен? Значи ако children е различно од undefined, испечати ни, значи врати ни children, врати ни што и да е children. В нашиот случај children ни се овие што се внатре компонентите. Меѓутоа во овој случај се искоментирани и е undefined. Доколку овој услов е false, не е точен, значи children е различно од undefined, во овој случај е undefined и во тој случај испечати no children in component. И што гледам ни се печати no children in component. Бидејќи children не е undefined во овој случај. Мислам дека ме радува. Значи имате овдека некој услов, проверка. Проверуваме дали children е различно од undefined, прашалник. Доколку условот е точен, доколку children е различно од undefined, што во овој случај не е, бидејќи не му праќаме ништо и е undefined, доколку е различно од undefined, значи доколку има вредност, а не е недефинирано, испечати таа вредност. Значи, овдека. Изрендерира испечати како и да е. Доколку условот е неточен, значи ги ограничуваме условот точен и неточен со две точки. Доколку е точен children, доколку не е точен, испечати ни string no children in component. За ова мислам дека ме разбравте, може или вака, во големи загради и да извадиме се што имаме во props, или доколку не сакаме така, може да имаме овдека props, а овдека долу секаде каде што ќе користим нешто од props, props точка, props точка, props точка, props точка. И вака се ќе ни работи. Ја се вратиме, што гледаме се ни исто. Меѓутоа, како што гледате, props точка, кодот изгледа малку преоптеретен, има повеќе работи што не ни треба, значи грдо изгледа props точка секаде, така да попрактично е да користите ова функционалност destructure, што се вика, да вадите работи од променливи. Не знам дали нешто друго би зборувал во ова видео, мислам дека е доволно, бидејќи гледам видеата да се околу 10 минути. Така да, дечки, за видео тоа би било тоа, се гледаме во некој нареден. Поздрав!